Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во Само вистина. Вечерва, како што најавме, во студиото имаме двајца пратеници, ќе имаме пратеничка дебата за сите актуелни прашања. Во студиото е Славјанка Петровска, пратеничка на СДСМ. Добре дојдовте, господја Петровска. Добро вечер, благодарам на поканата. И Бране Петрушевски, пратеник на ВМРО ДПМН. Добре дојдовте и вие, Петрушевски. Благодарам. За почеток би сакала околу она што СДСМ денеска го направи до обвинителството. Поднесовте кривична пријава против гувернерот Трајко Славевски, како СДСМ поради основано сомнение дека гувернерот постапил незаконски за двете вице-гувернерки кои 5 месеци по истекот на мандатот работат и одлучуваат во Советот на Народната банка. Што очекувате, господјо Петровска, дали сега ќе се одважи обвинителството и антикорупцијска да ги утврдат фактите и да превземат соодветни мерки? Јас очекувам заради тоа што сите ние зборуваме секогаш за особено изминатиот период, зборуваме за владење на правото, за потребата од владење на правото, функционирањето на системот и така натаму и дека сите се еднакви пред системот. И од тие причини како партија бевме и мотивирани, би рекла на некој начин, да ја поднесеме кривичната пријава за да можат органите да утврдат она што реално се случувало и незаконското постапување за кое тврдиме ние дека постои. Затоа што знаете како од една страна ако цело време се даваат политички изјави од прв до последен дека сите ќе бидеме еднакви пред законот и дека особено институциите, носителите на високи државни позиции треба да го спроведуваат законот, тогаш не гледам причина зошто да не се и во овој случај се разбира да не постапат, особено што ова ќе биде еден предизвик и на обвинителството и на Државната комисија за спречување на корупција да ги утврдат фактите и да одговорат на граѓаните. Вчерашниот одговор од обвинителството беше дека тие досега не пронашле докази, но повика ако има да достави, тоа го направи СДСМ денеска. Очекувате дека ќе постапат другите институции и како гледате на ова? Јас очекувам и повикувам сите надлежни институции да постапат по однос на ова кривична пријава или ова информација која што дојде до јавноста. Она што е интересно и што сакам да го споделам со јавноста е дека и тука се гледа една разлика помеѓу владењето на ВМРО ДПМН и владењето претходно на СДСМ. Зошто го истакнувам? Затоа што ние повикуваме на одговорност и го вративме токму овој член 353 по кој што денеска СДСМ поднесува кривична пријава, истиот член кој што за време на влада на СДСМ беше избришан за да се амнестираат функционерите тогашни на СДСМ. Значи ние викаме да има одговорност и го враќаме тој член, а претходно сме имале бришење на тој член и нема неможност да се постапува по однос на ова вакво кривично дело, сега вака во однос на презумпција на невиност во наводници. Она кое што ја успеав да го приводам како јавна информација е тоа дека согласно законот за Народна банка членовите на Советот се членови до истекот на мандатот и продолжуваат до избор на нов член на Совет. Тоа е експлицитно наведено во членот 55 од законот. Она кое што го слушнав од изјавата на гувернерот е дека заради изборните ограничувања тој процес бил пролонгиран согласно нормално утврдените законски позитивни прописи во Република Македонија, но доколку има кривична било каква одговорност, ги повикувам сите надлежни институции да го испитаат овој случај и да ја информираат јавноста за исходот и нормално доколку има одговорност, апсолутно повторно повикуваме на одговорност. Ние не бегаме тоа и токму затоа и го вративме членот 353 во кривичниот закон. Предлозите ќе видовте стигнаа во собранието, така пред недела дена за двајцата нови едниот кадар, мислам дека веќе е во Советот. Како ќе се однесувате? Она што успеав да го видам од нивните биографии се работи за професионалци во својата област, со квалитетни биографии. Ќе ги поддржите како ВМРО ДПМН, како пратеничка група? Јас лично ќе ги поддржам за тоа што се работи за врвни професионалци со добри, квалитетни и истакнати биографии. Иако мислам дека едната веќе е во Советот, едниот кандидат. Добро, господи Петровска, вие како пратеничка група на СДСМ? Ќе го отформиме, ставот и се разбира дека ќе го соопштиме на седницата. Само едно појаснување, членот 353 и пред промената која што ја направивте пред некој месец, можеше да се гони за злоупотреба на службена должност. Одредени можеше да се гони, проблематично беше застарувањето, а впрочем од самата промена која што толку многу ја критикувате и за која што велите дека функционери на СДСМ се спасиле, најголемата добивка со бројки, можеме и со имиње, презимиње да зборуваме, ја имаат сегашните функционери на ВМРО ДПМН. Колкава бројка? Па
повеќе се сигурно од оние од СДСМ, заради тоа што СДСМ беше на власт до 2024 година. Така што ако сакате да враќаме сега дебатата за кривичниот законник, можеме и за тоа да зборуваме, ама јас мислам дека е многу посериозно од нас да зборуваме за теми за кои што навистина се многу значајни и она што секојдневно им се случува на граѓаните, а сега ако сакаме да бидеме археолози и да копуваме по минатото, можеме и тоа да го направиме. Како претеничка група на СДСМ и како СДСМ, бидејќи тогаш имаше многу критики и од страна на Европската комисија, бидејќи беше донесен во брза постапка со европско знаменце, тој закон ја разбравте ли таа грешка, еве да кажем? Како СДСМ, бидејќи тоа сега ќе ви се удира од глава, се уште... Знаете како, ние можеме да се враќаме назад, јас реков, јас никогаш, барам јас, не сум бегала од дебати, ние можеме да се враќаме и во 2015, и во 2014, и 2013 и така натаму, и можеме да дебатираме за се во минатото. Мислам дека она што граѓаните, особено трпението кај граѓаните е се помало и помало, и тоа е разбирливо. Не зборам насочено према СДСМ, према ВМРО, генерално према политичките партии и секогаш тоа е најмногу према власта, мислам дека бараат одговори за тоа како утре ќе влезат во продавници со колку продукти ќе излезат. Тоа е едно од клучните прашања кои што граѓаните ги како да е сега власта е одговорна за се. Би сакала малку околу нешто се случи денеска, откако вчера обвинителот Савески објасни дека од организацијски причини заради поголема ефикасност во обвинителството имало случаи каде што едни обвинители работеле во едно обвинителство, воделе предмети кои што не биле во доменот на тоа обвинителство. Тој смета дека нема политика, денеска жали за одлуката на обвинителката Ленча Ристовска која се даде оставка. Петрушевски, сметате дека ова е резултат на тој, како што вели обвинителката Ристовска во изминатиот период, дека имала притисоци од страна на ВМРО ДПМН, па поради тој еден политички притисок, еве сега конкретно вели за овој случај последно се дала оставка? Па не гледам политички притисок од страна на ВМРО ДПМН кон Ленча Ристовска, меѓутоа во изминатите години гледав и како еден политички прогон од страна на Ленча Ристовска врз ВМРО ДПМН и врз функционери на ВМРО ДПМН. И јас лично очекував Ленча Ристовска ова оставка да ја дадеше многу порано, уште веднаш по скандалите со СЈО, кога беше една од најстакнатите обвинители во тоа јавно обвинителство, кога во јавноста се обелоденија оние баслосновни суми кои што како бонуси си ги зимале од буџетот на Република Македонија, особено после изјавата на поранешен јавен обвинител во тоа јавно обвинителство, кој што истакна дека таму Зоран Заев, Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски биле редовни гости, се шетале по ходниците и заедно со Ленча Ристовска, со Катица, која што заврши во затвор, и со останатите обвинители утврдувале кој функционер треба да биде под политички прогон, кој треба да биде ослободен, кој треба да биде притворен, за кого да се отвори предмет, за кого не се со цел да се создаде еден политички инженеринг во рамките на процесите кои што ги водела тогашната влада. Така што мене лично, ако ме прашате, сметам дека ова оставка требаше да дојде многу порано од страна на еден ваков јавно обвинител. Од втора страна гледам, од друга страна гледам. Таа е во јавното обвинителство долго време. Иако гледаме, иако читаме и од релевантни извештаи што доаѓаат од страна и од домашни експерти, се укажува дека имаме едно неефикасно јавно обвинителство кое што не ја спроведува она задача за која што е формирано и за која што впрочем тие обвинители земале плата, така што имала можност да се истакне во делот на реформа на тоа јавно обвинителство, а не денеска откако согласно позитивните законски прописи е тргната да работи предмети кои што не се во доменот на нејзиното јавно обвинителство, особено претходно од она кое што се случија, тоа е дека не беше избрана за државен јавен обвинител, гледајќи ги личните интереси, да си даде оставка. Нас не е битен да функционира системот, односно јавното обвинителство, а не поединци да бидат таму задоволени. Така што граѓаните бараат резултати, а не политички интерес на поединци. Но сето што го велите, да, точно тоа имаше обвинување дека сето тоа се случувало што го кажавте вие, меѓутоа сето тоа треба да биде низ некаква процедура, ако било така да се докаже, затоа што сега ќе испадне дека тоа се само обвинувања кога не е констатирана конкретна одговорност. Тоа велам. Тоа е задачата на јавното обвинителство и јас очекувам јавниот обвинител да го испита тоа. Да го испита она особено како политички еве сега обвинувања од страна на ВМРО ДПМН. Па не би требало, зашто па претходно не се доживувало како политички обвинувања, кога јас изминативе години и како опозиција и како власт секојдневно го повикувам јавното обвинителство да работи на разноразни скандали, вклучително и денес. Еве нека отвори предмет јавното обвинителство како Катица Јанева од затвор ги предала овие предмети да ги работат овие обвинители кои што е дел од нив денеска даваат
оставка. Нека се утврди да видиме дали е тоа законска процедура или не. Јавноста мора да го знае тоа затоа што се работи за луѓе кои што земале дебели плати од буџетот на Република Очекувате дека ќе продолжи тоа за предметот за бонусите во СЈО, бидејќи ево обвинителот што го работеше тој предмет, ако не се лажам, за Цветановски, така беше? Јас очекувам јавноста да ги добие Беше сите суспензијата предвидена. Јас очекувам јавноста да ги добие сите одговори кои што се поставуваат како прашање во јавноста. Добро, а на СДСМ нова би рекле работи обвинителот по налог на ВМРО ДПМН. Зошто? Јас ќе го кажам, не му верувате на аргументите на обвинителот Савески вчера што ги мислење, и ќе кажам дека секоја добра намера и мое лично гледање, меѓутоа ако го видите и ставот на партијата пред да се случат некои работи, беше дека ние веруваме дека новиот државен јавен обвинител ќе даде се од себе и дека треба да му ставиме на располагање како законодавна власт, како политички чинители во општеството, на располагање се што му е потребно, не само него, туку на сите обвинители, да конечно обвинителството профункционира и без никакви политички спреги и така натаму и така натаму, нели, бидејќи тоа е нешто што особено ВМРО ДПМН од позиција на позиција често го велеше, да не се навраќам на тоа што све сме направиле во подобрување, ние не се. Сметаме дека треба да има судство, односно обвинителство кое ќе функционира независно, затоа што според зборовите на колегите од сегашната власт, тоа било зависно, обременато и така натаму. И сега што се случува? Како политичка партија ние велиме во ред, еве му даваме шанса на новиот државен обвинител. Меѓутоа ВМРО ДПМН, почнувајќи од нивниот претседател кој воедно и премиер, па сите надоле, вклучително со денешните соопштенија во јавност, кажуваат дека сакаат да направат се и прават се да го засенат јавниот обвинител и да покажат дека таа партија е во суштина јавниот обвинител во државата. Добивте ли вие впечаток дека државниот обвинител нема интегритет? Барем по првичните негови настапи. Знаете како? Јас добивам впечаток дека државниот обвинител сега ќе треба да се бори со ВМРО ДПМН за да им го покаже местото каде им е како политичка партија. Ако се потсетиме на извештајот на Европската комисија, бидејќи велиме формално правно сите дека сме за Европска унија, без оглед на предизвиците и така натаму, во извештајот на Европската комисија за минатата година, во самиот извештај во реченица пишуваше дека е забележено влијание преку политички изјави на власта. Тоа требаше да биде прв аларм. Не само што не е аларм, деновиве се оди уште подлабоко од партијата на власт, врз напаѓање на лична основа на јавен обвинител, деградирање и така натаму. Недозволива. Вие може да имате во себе фрустрации заради одредени предмети и така натаму. Но не можете од позиција на политичка партија, па ако сакате и на власт, на мнозинска во власта, на мнозинство во власта, да давате такви изјави и да го карактеризирате. За мене е непримерно и неприфатливо политички соопштенија со кои ќе се честита или ќе се каже што побрзо требаше јавната обвинителка да се даде оставка. Не е ова прашање на лична борба или лична суета на обвинителката Ленча Ристевска. Зборуваме за односот на секој еден од нас, од позиција на политички партии припадници, па и пратеници, кон системот дека на немаат државата. право политичарите да ги коментираат одредени судски предмети, не знам. Ај во ред, да речеме, кога се носат одлуки на Уставен суд, нели принципот е дека не се коментираат во принцип одлуките на Уставен суд како највисок орган, чувар на Уставот и така натаму. Дали сметате дека не треба да политичарите воопшто да навлегуваат и дали со дадени изјави практично мислите дека треба да се прави притисокот? Треба да бидеме внимателни и јас лично, иако сум од позиција на опозиција, сега, јас ќе речам дека ние треба многу повеќе да се заложиме на вистина на јавното обвинителство, па и на судството во целина, да му ги обезбедиме и да му ги подобриме условите за работа. Кога секогаш кога ќе зборуваме за тоа да ги измериме нивните резултати, треба да знаеме што и од другата страна сме им дале како механизми на располагање. Така што да, ние апсолутно сме избраници од граѓаните и можеме да коментираме, меѓутоа јас би рекла дека треба да бидеме внимателни. Зошто? Затоа што токму со овие изјави сега практично е фрлена сенка на државниот јавен обвинител. И тој сега ќе треба покрај тоа што се предизвици внатре во обвинителството, што ги имали неговите колеги претходно и така натаму и во континуитет ќе ги имаат, тој сега ќе треба да внимава и на тоа што ќе бидат неговите идни одлуки. Добро. Веројатно недостасуваше во првите моменти
Јас не ја спорам неговата одлука за прераспределување на предмети, односно одземање на овластување, кое што, според моето скромно познавање од правото, таа е дозволена и оправдана, би рекла, но, имајќи го предвид политички чувствителниот момент, еден од предметите кои што, за жал, повторно фрли една сенка, беше и предметот за Кочани, односно непродолжувањето на мандатот на обвинителката од одделот за организиран криминал. Сега се случува повторно за предмети, обвинителката Ленча Ристовска работи предмети кои се директно поврзани со политичката партија ВМРО-ДПМН, од каде практично доаѓа, условно кажано, насоките дека таа е неподобна да продолжи понатамо со нејзината работа. Затоа велам дека политичките партии треба да бидат внимателни. Може би јас сакам да кажам нешто за некој од власта. Може би имам некаква информација за некој од министрите за незаконско постапување, но треба да бидам внимателна. Дали е местото да лиферувам шпекулации, полупроверени, па и нека си проверени информации на телевизија, или треба да се обратам до институциите, па тие да ја сработат работата. Согласувате, господин Петрушевски? Во првиот дел од она кое што го истакна колешката Петровска, особено во делот дека еве како собрание, еве и тие како опозиција, дека треба да му дадат простор на новиот јавен обвинител, се согласувам, меѓутоа тоа не кореспондира со она кое што СДСМ како пратеничка група го демонстрираше во собранието, особено преку говорот на нивната потпредседателка партиска, која што жестоко го нападна тогаш се уште не именуваниот нов јавен обвинител, нарекувајќи го како партиски јавен обвинител и истори тука низа влаги, полушпекулации и она кое што го слушавме од таа говорница и особено она кое што може би јас лично се надевав и очекував, затоа што не слушнав никаква суштинска критика ниту за биографијата на новиот јавен обвинител, ниту за неговата некаква поврзаност со било која политичка партија. Очекував дека ќе успееме како политичко општество да ги надминеме тие тесно партиски интереси и да добие барем подршка и од опозицијата на јавен обвинител, што ќе дадеше силна порека и кон него дека му се дава ова кое што го говореше Петровска шанса да покаже и да докаже дека може јавното обвинителство да функционира во словото на правото. Меѓутоа тоа не го видовме од пратеничката група на СДСМ. Она кое што го видовме ние изминативе 2 години како ВМРО-ДПМН докажавме дека немаме ништо против јавните обвинители затоа што оставивме јавен обвинител државен кој што беше избран од време на СДСМ да продолжи да работи уште 2 години откако ние бевме на власт. За разлика од претходно сите влади претходни кои што прво што правеа разрешува јавен обвинител. За овие 2 години ние не видовме никакво поместување во делот на работата на јавното обвинителство. И особено на овие јавни обвинители кои што денеска се жалат, водат предмети десетина години, кои што да се сложувам дека се чувствителни, дека се однесуваат и на политичка партија, се однесуваат и на функционери, меѓутоа ако го земеме тоа низ призма на Европскиот суд за човекови права, ако го земеме тоа низ призма на правото за правично судење, за на време на судење, и тука имаме проблем со постапување на овој јавен обвинител затоа што не може предмет да се влече 10 години, да се малтретираат луѓе 10 години, а да нема никаква правна завршница. Мислам дека имала сосема доволен период да оформи квалитетен предмет кој што ќе биде издржан со соодветни докази на материјали се она кое што значи еден обвинителен акт и тоа на судска постапка да биде потврдено и да дое казнат. Јавноста се дека се сакало овие два предмети да застарат и да нема одговорност сега. Од она што пак колку што успеав да го разберам од вашето денешно соопштение, дека вие сметате дека обвинителката Ристевска сака да направи некаков политички пиар, дали јас добро тоа така го разбрав или тоа сега сака да глуми жртва и да си прави одреден пиар во јавноста. Видете, вината за застарување на предмет не може да ја барате кон обвинетиот, условно кажано. Вината е во јавниот обвинител кој што 10 години имал шанса да со одземањето на предметите. Ама без разлика, тоа не влија на предметот, си именуван соодветен нов јавен обвинител, предметот се постапува. Јас затоа уште на почетокот реков, нас не е битно како држава и на граѓаните е битно како држава да имаме функционален систем. Не може системот да не зависи од поединец. Ако сме доведени до ситуација систем да не зависи од поединец, тогаш сме ние во сериозен проблем. Ние треба да имаме јавно обвинителство кое што ќе функционира во секаква смисла на зборот. А не сега да зависиме ние дали Ленча Ристовска ќе се така одоброволи да работи или ќе си даде оставка. Мислам дека е банално да го коментирам. Она кое што сакам да го кажам. Имала можност, имала шанса, имала властување, иако не е од тоа јавно обвинителство, да сработи и да покаже на дело што знае.
10 години се голем период за да сега ние зборуваме за застарување на предмети. Или немало никакво прекршување на законите, сето тоа било политички прогон за да се остварат одредени политички потреби на одредена власт и таа така действувала, или е неспособна за да докаже одредено кривично дело. Како и да е, мислам дека оставката е добар чин, меѓутоа според мене лично за доцните требало да биде многу порано кога се случуваат тие афери. Добро, пред некој ден беше и Советот за јавни обвинители кој што не утврди дека имало влијание врз нејзиното работење и сега ова со односно одземањата на областувањата се случи оставката на обвинителката Ристоска и реално како очекувате во следниот период дека ќе продолжи да функционира правдата во Македонија? Зошто сметате однапред господјо Петровска СДСМ денувиве излезе со констатацијата дека е закопана правдата и правото во Македонија токму заради и новиот обвинител Савески и заради сега конкретно? Само два коментара. Ајде. Се сложувам дека ова беше идеална прилика да имаме консензус, после можеби или за прв пат не ме држи сега сеќавањето околу изборот на јавниот обвинител, и тоа ќе беше така ако власта навистина сакаше да покаже дека има консензус, а не да избрза јавниот обвинител, новиот јавен обвинител да го бира по стариот закон, а веќе стариот закон е во процедура. Така што, знаете како, кога кажувате едно со зборови, треба да го покажете тоа и на дело, особено кога сте власт, особено ако имате двотретинско мнозинство. Ова беше идеална прилика, да го тестираме парламентарното мнозинство, дека е толку широко окрада, дека е политички созреано, дека нас не надминува кога сме биле власт и така натаму, и да го изберевме јавниот обвинител со двотретинско мнозинство, што на некој начин би значило и своевиден консензус. Или пак да се отвореше некаква консултација, која не мора да ја имате во закон, меѓутоа во рамките на политичкиот диалог во собранието, можевме и тоа да го направиме, да им покажавме на граѓаните дека со текот на времето созреваме како политички партии. Не се направи тоа. Така што вината што овој кандидат не успеавте да обезбедите поголема поддршка е апсолутно во недостатокот на парламентарна Само заради тоа не гласавте? Само парламентарна дискусија. И ние тоа го соопштив. Сега, јас повторно ќе кажам. Јас лично ја немам изгубено довербата во државниот јавен обвинител. Но ви реков, тој ќе треба многу сега да се потруди да покаже дека одлугите негови не се диригирани од страна на владеачкото мнозинство. Дали било тоа партијата, дали било тоа премиерот. Нека ги замоли да не даваат однапред изјави. Нека го остават да работи. Да, нека го остават да сработи. Беа споменати предметите што се однесуваат на тоа како Катица Јанева ги принела властувањата за предметите на СЈО и околу бонусите. Мислам дека беше 27 април. И сега ако да речеме обвинителството констатира дека во некој случај имало пропусти заради изјавите, ќе сметате дека се вршил политички притисок? И јас, ако реално да речеме најдат обвинителите па докази за нешто што ако најдат издржани докази, тоа е во ред. Но затоа реков, за да не фрламе сенка, особено не власта, нека се воздржат малку од коментирање. Не знаат се. Не управуваат со државата. Да му дадат 100 дена на обвинител. Ама и малку повеќе на обвинител треба да му се даде време. Но ајде, ако ние велиме дека навистина не сакаме да влијаме, тогаш ајде да не влијаме. Нека се воздржат од избрзани изјави и од изјави на кои не им е местото да ги даваат. Мене ова, знаете на што ме води се ова? И дискусијата околу СЈО, и околу дискусијата која што не беше воопшто случајна на вице-премиерот во владата и министер за транспорт и врски Александар Николовски, 2 пати одговорница, повика на, се разбира, негативно се изрази и за шарената револуција и така натаму и повторно за СЈО, тоа мене ме води кон едно. Амнестирање на груевизмот и создавање простор, повторно да се продолжи по истиот терк. Значи, сакате се кое што имало врска со паѓањето на груевизмот, вклучително и 27 април, не случајно го велам, тоа да биде амнестирано. Дека било креирано од некој, веројатно повторно сега ќе почнат некои вакво стратегии и така натаму, теории на заговор, дека тоа било од некои сили и така натаму и дека граѓаните не се бунеле за ништо, се било супер во државата, но едноставно некој решил да го бутне тој режим, тука се да само изиграле некаква улога, ништо од тоа не важи, заборавете на се што е негативно, ајде сега да продолжиме по старо. Нема да може.
Затоа што мислам дека има доволно сведоци, а тоа се граѓаните на оваа држава, кои што можат да направат определени разлики и кои што знаат каква била слободата на говор пред 2016, каква била по 2016, каква е сега. Сметате дека сега нема слобода на говор? Не, јас не го реков тоа, го давам сам како еден пример за враќање назад. Така што јас со таква сценарио искрено не би си играла, не сакам да помислам дека е тоа, но некако премногу случајно. Атакот се врши исклучиво на обвинителите од СЈО, фрустрациите и нервозите се изфрлаат врз нив, не се гледа што не чини во сопствените редови, нема критика за ниту еден функционер на власта, нема оставка од министерот за земјоделие, 2 корупцијски скандала се случија во неговото министерство. Сега овие од СЈО со бонусите се уште се проблем, ама овој актуелниот на кој што внимавајте, ИПАР програмата беше стопирана заради корупцијски скандал, тој ќе си го чуваме. Директорот беше на кривичен прогам. Два функционери, да. Меѓутоа 2 функционери им се случија за краток временски период за подкуп да бидат уапсени. Тоа не е важно, тоа остате ги органите нека утврдат, меѓутоа на овие ајде да им се истурим. Затоа велам дека ми мириса на враќање на Добро, ајде сега ќе слушнеме Петрушевски. Добро што ги спомена овие 2 корупцијски скандали, затоа што и тука се гледа разликата помеѓу владењето на ВМРО и владењето на СДСМ, затоа што ние во ова време на оваа влада инфлагранти, тоа никогаш не се случило на дело, на лице место се фатени високи функционери, од кои што едниот и висок партиски функционер на ВМРО да помане, во примање подкуп, истите се во притвор и ги очекува судење и соодветна казна. И тоа е пример како треба да функционира оваа држава во аспект на владење на правото и на правдата. Претходно сме биле сведоци на некакви кривични пријави и судења, меѓутоа сите биле изнудени од јавноста, притисок на опозицијата, на јавноста, меѓутоа никогаш не се случило вака инфлагранти да биде фатен висок функционер во примање на подкуп, она кое што како висока корупција не е укажувано со децении и во релевантни меѓународни партнери и нормално апсолутно и граѓаните тоа го барат. Во делот на она кое што се говореше за избрзаноста на изборот на новиот јавен обвинител, мислам дека двата процеси, новиот закон за јавно обвинителство и изборот на новиот јавен обвинител не одеа паралелно, затоа што ние, за разлика од порано, пак ја повторам, кога законите се носеа со европско знаменце за 3 дена, законот за јавно обвинителство, новиот закон, комплетно нов закон, го носивме низ една сериозна јавна дебата и се уште законот е во собраниска процедура, така што мислам дека покажавме една висока демократска зрелост, дека еден закон може да се носи низ една квалитетна дебата, додека по оставката на јавниот обвинител требаше да пројде многу поголем период на јавно обвинителство кој што ќе нема прв човек и затоа се избра да се избере нов јавен обвинител. Меѓутоа покажавме исто така демократска зрелост во делот на изборот на членовите на судскиот совет, кои што беа избрани по новиот закон за судски совет, кој што е подобрен и од Европската комисија, каде што се предвидува повисоки критериуми, особено во делот на она што значи истакнат правник. И доброто еве тука да завршам со една добра констатација, тие кандидати беа поддржани и од опозицијата како членови на судски совет, така што мислам дека градиме постепено една култура на демократија во Република Македонија, дека не се што е предложено од власта треба да биде критикувано од опозицијата и обратно нормално се што е предложено од опозицијата треба да биде критикувано од власта. Така што мислам дека имаме добра позиција во овој дел, имаме нов јавен обвинител кој што нема дамка, имаме нов закон за јавно обвинителство и сет на закони во делот на правосудството кои што или дел се усвоени или дел набрзо ќе бидат усвоени во собранието. Имаме овозможено како влада, зборам, вработување она кое што им беше најкритично на јавното обвинителство и на судството во делот на стручните соработници, така натаму и она кое што ќе го истакнат во иднина како барање во делот на финансиите, не за поголеми плати, туку во делот на вработување и оној материјал, ресурс кој што им е потребен ќе биде обезбедено, што значи дека ќе имаат сите услови кои што може да ги обезбеди извршната власт, не мешајки се во работата на судската власт, за да можеме да видиме испорака. Граѓаните бараат испорака. Ние во изминатиот период беше спомнато овде дека шарената револуција, доаѓањето на СДСМ на Заев, сега и самата колешка рече дека не сака да зборува за минатото, меѓутоа повторно зборуваше за минатото, еве нема да зборам, меѓутоа и тогаш се зборуваше дека ќе дојде правдата, ако нема правда, нема мир, граѓаните очекуваат, бара
испорака на правда, меѓутоа не ја видоа за жал. Бројчаникот не завртен. Така, не заврте. Дај Она да кое видиме што јас сега сега овој очекувам бројчаник е во власта дали ќе заврте. тој бројчаник да заврти и правдата да почне да доаѓа за сите, ќе повторам. И за актуелните функционери на ВМРО-ДПМН, меѓутоа не можеме да го заборавиме и претходното владење на било која влада.